темата на денешната пресконференција, како што може да видите, е следење на ефектите од туристичката дејност, услов за реален приказ на вкупната економска активност. На почеток, малку статистика на тема туризам. Според официјалните податоци од Заводот за статистика во 9 месеци од годината, вкупниот број на туристи во Република Македонија изнесува 604.683 лица. Споредено со истиот период претходната година, бројот на туристи е поголем за 5,6%. Сегментот на странски гости покажува дека бројот на туристи во периодот јануари-септември оваа година, споредено со истиот период лани, има пораст, се евидентира пораст од 8,4%. Во истиот период, во 9 месеци од 2014 година, статистиката ги евидентира и бројот на ноќевања реализирани во Македонија. За таа цел, во периодот јануари-септември, реализирани се 1.906.082 ноќевања и споредено со истиот период лани, бројот на ноќевања има пораст од 1,9%. Поголем пораст е евидентиран кај ноќевањата кај странски гости, додека ноќевањата од домашни гости евидентира пад од 0,8%. Ако се анализира периодот од 2008 наваму, во изминатите 8 години бројот на странски туристи е зголемен за повеќе од двојно, а вкупниот број на туристи е поголем за повеќе од 40%. Во 2013 година во Македонија имало 701.794 туристи, од кои 399.680 се странски гости од над 50 земји од целиот свет. Според податоците од Заводот за статистика, во земјава лани најбројни биле туристи од Турција, Грција, Србија, Холандија, Бугарија. Ако се анализира првите 9 месеци годинава и цела 2013 година, ќе се види дека и лани и оваа година на првите 5 места според бројот на туристи и на странски туристи се наоѓаат истите земји, односно најбројни се гостите од Турција, Србија, Грција, Холандија и Бугарија. Меѓутоа, очекувано растот на бројот на туристи се должи на субвенциите што владата ги доделува на странските туроператори кои носат странски гости од 2010 година навака, и информирани сте дека во континуитет се зголемува листата на субвенционирани туроператори од различни земји. Меѓутоа, во цел овој изминат период, субвенциите кои што се доделуваат за странски гости се во зависност од тоа од каков тип на превоз се користи, времето на престој на странски туристи во Македонија, дестинацијата од каде што доаѓаат гостите, дали станува збор за туристи кои што се дел од регионални кружни тури или се со постојан престој во одреден временски период во Македонија и така натаму. Сите овие субвенции се дефинирани во Упатството за субвенционирање на странски организиран туристички промет, што е официјален документ во службен весник на Република Македонија. Меѓутоа, за да се согледа и анализира придонесот на туризмот во економската активност на Македонија, потребно е да се располага со соодветни податоци, првенствено за целокупниот туристички сектор на Македонија. Меѓутоа, недостатокот на податоци во голема мера ограничува во обидот да се спроведе посеопфатна анализа со цел да се согледа и до некаде да се квантифицира економската корист од туризмот во Македонија. Податоците што се официјално достапни врз основа на кои сега се анализира туризмот во Македонија, се придонесот на туризмот во вкупната економска активност изразен преку БДП создаден во хотелскиот и ресторанскиот сектор, вработени во туризмот и можност за генерирање нови работни места и анализа на платниот биланс, односно на нето приливите од туристичките услуги. Ако се анализира дел по дел од сите овие статистички податоци кои се достапни во официјалната статистика на Република Македонија, ќе се види дека учеството на туризмот во БДП 2012-2013 година е 1,26% од вкупниот БДП. Меѓутоа, споредено со светскиот просек од 3,2% во 2009, може да се заклучи дека придонесот на туризмот во Македонија е скромен. Меѓутоа, овој заклучок се менува ако се спореди со просекот за Централна и Источна Европа кој изнесува 1,6%.
Вториот податок кој што овозможува анализа на туризмот во Македонија е вработените во туризмот и можност за генерирање нови работни места. И во овој сегмент има недостаток на статистика, бидејќи официјалната статистика ги евидентира само вработените во хотелските и ресторанските објекти, не и во оние додатните како што се туристички агенции, туристички водечи, туроператори и други пропратни дејности кои што ја обавуваат дејноста туризам, а нема евиденција за нив колку учествуваат во креирање на статистиката по основ на дејноста туризам. Ако се анализира динамиката на вработеност во туризмот и растот на БДП, може да се констатира дека растот на учеството на вработените во туризмот во вкупниот број на вработени го надминува порастот на учеството на туристичкиот БДП во вкупниот БДП. Поради тоа, оваа дејност се одразува како трудоинтензивна гранка и тоа потврдува дека развојот на туризмот во Македонија може да иницира поинтензивно создавање нови работни места, а со тоа да придонесе во намалување на невработеноста. Третиот сегмент кој што го анализира туризмот е анализа на платниот биланс, односно на нето приливите од туристички услуги. И согласно податоците на Народна банка, девизниот прилив за 2013 година изнесува 102 милиони американски долари. Сите овие три сегменти на анализа на туризмот всушност покажуваат дека ваквата класификација не ја опфаќа по широката туристичка индустрија, како што веќе кажав, вработените во туристички агенции, туристички бюро, сојузи, туристички водичи. Користени се само лесно достапни податоци и оттука, сосема очекувано, прикажаните податоци несомнено го потценуваат вистинското значење на туризмот за македонската економија. За таа цел, Сдруженијето за угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија констатира дека е неминовно потребно, освен анализата на овие три сегменти, да се креира сателитичка туристичка сметка, која што всушност е сегмент од вкупната статистика во Македонија и која што статистичка туристичка сметка би ги анализирала и сите пропратни дополнителни дејности кои што даваат приходи во туризмот и по тој основ и самите податоци за сегментот туризам би биле многу поинакви. Инаку, туристичката сателитска сметка е проект кој што е внесен и во програмата на владата, односно Министерството за економија во сегментот на туризам, но се уште не е реализиран како таков. Со ваков проблем, односно систем на туристичка сателитска сметка, се среќаваат буквално сите земји во регионот и од тука може да се констатира дека и земјите во регионот го имаат истиот проблем како и ние, несоодветно и нецелосно евидентирање на статистичките податоци во дејноста туризам. Меѓутоа, освен на домашна сцена, придонесот на туризмот се анализира и пошироко и тоа е тема и во регионални рамки пред се. И за таа цел се дебатира и анализира и во рамки на ЦЕФТА, бидејќи планираниот развој на регионот во целост е бенефит не само регионално, туку и за секоја земја како дел од проектот поединечно. За таа цел минатиот месец во Црна Гора се одржи конференција на тема ЦЕФТА регионот единствена туристичка дестинација. При тоа се разговараше во неколку панел сесии на три теми: менаџирање на туристичка дестинација, единствена туристичка понуда во регионот ЦЕФТА и земјоделските производи во туристичката понуда. На конференцијата беше истакнато и презентирано дека и сега постојат организирани регионални тури со кои туристи од целиот свет во една тура поминуваат неколку земји во регионот и прават посети во неколку земји, останувајќи по 2 до 3 дена во секоја од земјите од регионот. Меѓутоа, констатирани се и низа слабости кои што се всушност причина што на регионално ниво не може да се види бенефитот од ваквите кружни тури кои што, пак ќе кажам, веќе ги има во регионот. На крајот од конференцијата беа донесени и десетина заклучоци. Јас ќе ви посочам само неколку. Сите 10 ви се дадени во материјалот во прилог. Она што беше како клучно потенцирано на таа конференција беше дека за да постојат кружни и регионални тури во рамки на ЦЕФТА регионот, потребно е да се воведат и нискобуџетни авиодестинации. Тоа би значило дека секој главен град во земјите од регионот
пред се во рамки на ЦЕФТА проектот, би биле на дневна основа поврзани со нискобуџетни авиолинии, што значи ефтини цени на авиобилети, со тоа што на тој начин туризмот би имал поголема можност за развој во регионот за не само за туристи од надвор, туку и за меѓусебно движење на туристите од регионот од една во друга земја во рамки на ЦЕФТА. Друг значаен заклучок од ЦЕФТА конференцијата беше да се работи на изработка на кумулативни статистички податоци за туристите кои по основ на кружни тури влегуваат во регионот. Сега во овој момент ниту една од земјите во регионот нема статистичко тело кој што евидентира колку туристи по основ на тие регионални кружни тури го посетува регионот или секоја земја поединечно. За таа цел од конференцијата произлезе заклучок дека ќе мора да се работи на креирање на такво тело кое што ќе ја евидентира оваа статистика, која пак понатаму ќе биде основа за дополнителни анализи за тоа кои туристи од каде треба да се привлекуваат, за потребите на туристите и така натаму. Во рамки на заклучоците од ЦЕФТА е и изработката на туристичката сателитска сметка. Како што веќе кажав, системот на туристичка сателитска сметка е дел од националниот систем на статистички сметки, меѓутоа Македонија го нема се уште имплементирано, го нема ниту една земја во регионот и затоа како заклучок од оваа ЦЕФТА конференција произлезе да се креира и оваа сателитска туристичка сметка. Инаку на крајот само како заклучок дека сите овие заклучоци од ЦЕФТА конференцијата во Црна Гора ќе бидат доставени преку коморите до владите во сите земји од ЦЕФТА регионот со цел на нивна имплементација во насока на подобрување на амбиентот на туристичката дејност воопшто во регионот.